Здраво, ние сме вашите пријатели. А како ваши пријатели, нам може да ни ги доверите сите тајни. Јасно е дека живееме многу динамичен живот. Имаме се помалку слободно време, а се повеќе обврски. Работа, семејство, поголема желба за дружење, но и повеќе стресови. Затоа не губете време повеќе откако ќе го слушнете ова. Земете го вашиот миленик и подарете си моменти исполнети со среќа, радост и многу позитивна енергија. А доколку немате, тогаш не двоумете се ни минута повеќе, земете си миленик, кој ќе се вклопи во вашиот стил на живот. Затоа што домашните миленици ја даваат најискрената љубов и најголемата среќа. А ние, вашите пријатели, сме секогаш тука за вас, да ве едуцираме и на забавен начин да ја разбудиме желбата за милениците, која што сигурно има во секој од вас. Ова е уште едно наше заедничко дружење. Следете не наредните 30 на минути. Сигурно многу од вас го знаете куќето Бо, кое што беше доста популарно по социјалните мрежи и по форумите. Може би ова куќе ќе ви биде слично со миленичето на Ана. Здраво, Ана. Здраво, Илче. Ана, кажи ни, која е разликата помеѓу Бо и померанецот? Разликата е многу голема. Бу е Бу и живее со своите газди, среќен во Америка, во Соединетите Американски држави, а ова овдека е Ина. Таа живее во Македонија и е представник на расата германски шпиц померанец. Стара е 2,5 години и донесена е од Русија. Значи, разликата помеѓу куќето Бу, и померанскиот шпиц, не постои. Тоа е едното и исто куќе, тоа е расата германски шпиц померанец, кој што со својата величина се разликува од малиот, големиот, средниот шпиц. Тие се доста малечки, во висина се 22 сантима и практично тоа што ги разликува од малиот шпиц и сите останати големини на шпицевите. Бу е истото тоа куќе со свои специфични одлики, кратка, симпатична њушка, убаво изгрумирано влакно во кореански стил. Разлика нема, тоа е едната иста раса. Започнеме со снимањето на емисијата, ни кажа дека имаш ледувачница. Дали може да ни кажеш нешто повеќе за тоа? Во кратки црти постоиме неодамна, со неодамнешна регистрација официјална под Кинолошкиот сојуз на Македонија и Федерацијата кинолошка. Се занимаваме со расата германски шпиц померанец и долгодлак коли или шкотски овчар попознато. И нашата регистрација беше неодамна, пред месец дена. Релативно кратко постоиме. Може да ни кажеш како се вика одгледувачницата? Одгледувачницата се вика Елдервин. Претпоставувам дека и значењето ќе ве интересира. Во кратки црти, Елдер е... Јас долго време размислував за називот на како би се викало, затоа што ова е нешто кое што го планирав и го осмислував цели 2-3 години наназад. Елдер е дрво, кое што има не митолошко значење, меѓутоа и религиозно и духовно значење, спиритуално, и се поврзува со природата, со раѓањето, со женската страна, од семејството, поврзаноста меѓу женските представници во едно семејство, и со самата природа и нејзина заштита, и се смета за заштитник на секое живо битие, на се што се раѓа, на се што расте и обстојува. Јас како љубител на истото, аналогно на тоа одбрав така да се вика одгледувачницата и го споив тоа заедно со староанглиското win, која што означува победа, и така се доби една убава целина која што се вика денеска Елдервин и се занимава со одгој на едни прекрасни представници на своите раси. Слушам многу често дека е донесено првото куќе од оваа раса во Македонија. Дали те иритираат таквите наслови? Не ме иритира воопшто, нема тука што да ме иритира. Мене ми е многу драго што се поголем интерес во Македонија постои за оваа раса. Меѓутоа, би сакала да потенцирам една работа. Ова се навистина едни прекрасни домашни миленици пред се, понатаму изложбени куќиња. Единствено ми пречи тоа што за потребите на некои индивидуи расата се комерцијализира. Сметам дека тоа не е во ред. Сметам дека тие не треба да бидат третирани како аксесоари, кои што можат да се шетаат по чанта, кои што можат да привлечат медиумско внимание и себе истакнување. Сметам дека се една прекрасна раса која што пружаат многу љубов и топлина и како такви треба и да се третираат.
На жалост, се уште никој го нема донесено првото куќе од оваа раса, значи во Македонија. Куќиња веќе има. Залудни се обидите, значи за медиумска пажња и внимание, значи од страна на некои индивидуи. Кога веќе расата постои, веќе има примероци во многу домови, само во незино време, значи кога јас ја донесов, веќе беа увезени едно или две мажјачиња, немам значи точна евиденција од таа раса, тоа беше пред цели 2,5 години. И само би сакала да истакнам дека е многу убаво, значи секој да сака да ја има оваа раса во својот дом. Меѓутоа, неблагодарната страна на сето тоа е да се презентира како нешто ексклузивно, како нешто што првпат се случува, кога впрочем не е така. Померанците изгледаат прекрасни мали суштества. Дај кажи ни нешто повеќе околу нивните карактеристики. Генерално, тие се куќиња кои што се салонски, значи сакаат да бидат дома, сакаат да бидат постојано обкружени со внимание, сакаат да се во скут, сакаат да бидат галени, да бидат пазени, се многу мирни, многу се лесни за одржување, значи не се тип на куќиња кои што се многу захтевни во однос на храна, во однос на нивните потреби, дури не ни бараат ни нешто особено премногу шетање, за нив е доволна една убава прошетка едночасовна во текот на еден ден за да бидат целосно задоволени. Може да ни кажеш нешто повеќе околу историјата на овие куќиња? Историјата исто така е многу долга и широка. Генерално јас би почнала со најбитниот историски момент за нив како раса, тоа е во времето на кралица Викторија. Како што е познато, таа имала свој кралски кенел, значи во која што биле застапени повеќе раси, меѓу кои што германскиот шпиц, шкотскиот овчар и ред други. И во незино време, значи самата раса има доживеано најголема пресвртница историска. Значи во тој период, значи во Англија владела многу голема немаштија. Големите куќиња биле ништени, значи буквално постоело еден обрач од 20 сантима и секоја куќа која што немало да пројде, значи кроз тој обрач било усмртувано. Тие куќињата ги користеле нели за лов, за своите потреби. Меѓутоа самата немаштија не им дозволувала на целосно, значи како на ниво на нација да ги чуваат во поголеми величини заради нели трошењето на храна и ред други работи. Така да генерално во Англија во тоа време се одело на тоа да бидат примероците што помали од секоја раса и да се чуваат исклучиво значи за тие потреби на кралството мали куќиња. И сега кај померанците се случило следното, значи веројатно како резултат на тоа дека многу поубаво изгледале помалите представници од таа раса, кралица Викторија одлучила да ги селектира најмалите примероци, значи од самата раса и истите да ги пари. И во незино време, значи, она што оригинално бил германскиот шпиц, неговата величина и неговиот изглед, особено величината, се редуцирала до цели 50%. Сега нормално тоа било многу поголемо од ова што е денеска, значи тие 22 сантима пропишани на величина од стандардот. Меѓутоа во незино време доживеале најголема пресвртница која што во иднина целосно го менува развојот на самата раса во годините што следувале. Така да од таму најголема популаризација доживеале како раса и тоа до ден денеска, значи се оди во таа насока. И денеска се популарни. Кои се најчестите болести од кои што заболува оваа раса? Нажалост, како мала и деликатна раса, се соочуваат со многу болести, значи кои што па би рекла 50% од нив како диагнози се фатални и резултираат во многу чести случаи со смрт. Пред се, не знам колку е на јавноста позната, би сакала, значи секој што е љубител на куќа поубаво да се информира воопшто за сите раси, не само за конкретна. Најчестата болест и една од најраспространетите е болеста на црна кожа или нејзиниот оригинален назив Black Skin Disease. Тоа е буквално болест на самата кожа која што нема диагноза, значи не се знае од што точно потекнува и аналогно на тоа нема ни третман за нејза, каде што
како последица веројатно на повеќе типови на алергија, а влакното целосно опаѓа и кожата е гола. Кај некој помалку, кај некој повеќе, во различити случаи, зависно и од самото куче, си резултира како што си резултира. Таа е една од најраспространетите, понатаму ја имаме го имаме проблемот со пателата или плитки чашички на колената, каде што коленото само заради плитката чашичка не може да остане во својата позиција и излегува. Има и други болести, нажалост, значи кои што се многу распространети, болест на куковите, болест на органите. Меѓутоа, овие две се едни од пострашните и почестите. Тука да напоменеме дека кучето Боја има таа кожна болест. Конкретно за Бу, за неговата состојба, не би можела нешто конкретно да кажам, затоа што искрено не сум информирана. Се што знам за него е дека кучето на вистина сладко, дека има еден прекрасен живот со своите собственици, дека е многу популарно. Веројатно, значи кога веќе тие шпекулации се прават, веројатно ја има таа болест, меѓутоа тоа очигледно дека на неговиот квалитет на живот тоа не влијае заради природата на таа болест. Искрено мене би ми било навистина многу жал, бидејќи знаете како, здравото куче подразбира значи да ги има сите елементи, значи внатрешно, надворешно, секакво здравје. Значи тоа е болест пред се која што ја афектира естетиката на кучето, не на неговиот квалитет на живот. Значи не на внатрешните органи, меѓутоа на надворешноста. Меѓутоа зошто еден примерок да не биде комплетно здрав? Значи тоа не значи дека тој нема да живее понатаму нормално, нема да биде среќен, нема да биде весело кученце, меѓутоа доколку е тоа вистина, а верувам дека е, како должнели на тие шпекулации, не е на вистина жалосно, меѓутоа сепак он е типичен пример како може и понатаму да се живее, значи нормален живот. Дали ова мало симпатично кученце знае да направи голема белја во домот? Искрено, белите ги прават во пораната возраст. Значи, додека се паналави, додека се уште кученца, додека не израснат, веќе од година дена па нагоре тие формираат својден карактер, значи ги прифаќаат целосно, значи ги разбираат навиките, тие се многу интелигентни, значи тие страшно знаат како да се однесуваат во домот заедно со луѓето, така да по-конкретна белја, освен ако најдат парче хартија или некој весник или некоја книга да ја искинат или нешто слично такво, тие не се заради својата големина не се ни во состојба некоја по-сериозно оштетување да направат, да изгризат мебел или да искинат или такво нешто, не се ни способни такво нешто да направат. А камоли па намерно тоа да го направат. Значи во домот се снаоѓаат совршено. Пред да започнеме со снимањето на емисијата, ни кажавте дека имате легло во домот. Дали може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Да, значи, ова е дефинитивно ексклузивно по прв пат во Македонија, бидејќи јас на вистина толку се трудам да сум информирана и знам дефинитивно дека легло на померански шпицови во Македонија немало до сега. Така да, за прв пат, значи нашата женка која што е официјално регистрирана значи во Кинолошкиот сојуз на Македонија како прва женка увезена, значи официјална од оваа раса, така и маличките се официјално првото легло. Колку е тешко ледувањето на малите кученца? Претешко. Секој кој што мисли дека е тоа лесно, едноставно. Впрочем, кај сите раси не е лесно, тоа го знаеш и самиот, предпоставувам. Меѓутоа, тие се заради својата големина многу деликатни. Првенствено е битно да единките бидат здрави, да кученцата се родат со одветната добра здравствена состојба, тежина и капацитет да опстанат во првите недела и две од животот, а понатаму правилно да се развијат. Инаку е тешко, претешко. Кога излегувате на изложби, дали имате конкуренција или сама сте со оваа раса на куче? На жалост, до сега имавме прилика само во Македонија да излегуваме на локалните национални изложби, од кои што сме нели презадоволни и супер се пласиравме и си поминавме. Имаше ситуации каде што беше буквално сама во конкуренција, имаше ситуации каде што доаѓаа значи луѓе од страна, значи со своите примероци, меѓутоа заради реткоста на самата раса, тие многу поретко од другите раси можат да се сретнат на нашиве простори, значи на бивша Југославија, во околината. Значи малку се како раса се малку, значи малку примероци има од таа раса.
Мали шпицеви има, средни има, големи има, волчи има, меѓутоа конкретно померанецот кај нас, значи еве сме ние, во Србија, во соседната Србија има исто така неколку примероци, меѓутоа се помалку на број. Бугарија исто така број 3-4 до 5 добри одледувачници, мислам, кои што на вистина имаат прави примероци од таа раса, така да тоа е долж на реткоста на расата. Колку често излегувате на изложби и што се до сега имате освоено? До сега на националните изложби сме освоиле повеќе титули, значи таа стана млад шампион на Македонија и шампион, отворен интернационален шампион, тоа буквално значи дека со уште 2 надпревари некаде надвор, каде што ќе излеземе нормално кога ќе се врати во форма после продувањето, ќе го затвориме интершампионатот. Повеќе пати има освоено раса, група, си има пласирано на второ место. Така да од досегашните, значи, пласмани и како резултираме на изложби сме презадоволни. Колку време го чуваш твоето куче и дали покрај него имаш и друго миленице? Ина пристигна во Македонија точно пред 2 години, во месец ноември, сега сме исто така ноември, најточно пристигна на 16 ноември 2012 година од Русија. Таа беше првата љубов, значи се што некогаш сте посакувале во едно куќе. Меѓутоа, таа љубов не застана тука. Јас имам уште една многу голема љубов, тоа е долговлакнистиот коли или попознат како шкотски овчар, Леси. Исто така женка од англиски и француски крвни линии, која што пристигна кај мене 6 месеци после Ина, значи летото 2013 година, од многу добра одледувачница во Нови Сад, во Србија. И така, таа е мојата втора љубов. А како се согласуваат двете? Дали има љубомора? Не, воопшто. Значи, јас со шкотските овчари сум... Тоа е првото куќе со кое што некогаш во животот имав контакт. Значи, на мој некои 16-17 години. Јас претходно немам чувано куќе, меѓутоа ги чував кучињата на сите мои пријатели и истите ги шетав, истите се грижав, значи, за нив, меѓу кои што првата која што го скрши ледот, бидејќи претходно имав страх од кучиња, беше исто така представник на расата шкотски овчар и таа се викаше Астра. И во оваа прилика сакам да кажам дека Астра имаше пресудно влијание во целиот мој живот и сите мои погледи спрема сите, значи, животни. Колите или шкотскиот овчар имаат еден прекрасен нежен темперамент. Тие се кон сите животни и кон сите живи суштества и луѓе и деца прекрасни, значи тие се нежни, тие се внимателни. Така да покрај таква една раса апсолутно нема простор за агресија за било каква суштество покрај незе, а камоли они две заедно. Значи тие се сложуваат совршено. Значи од првиот момент кога се видоа, тоа се беше едно взаемно прифаќање и од тогаш па натаму не сме имали никакви проблеми. Ана, што се е потребно за одржување на неговата нега и хигиена? За влакното на германскиот шпиц, особено на померанецот, заради густината, самата природна густина, тие имаат 2 слоја на влакно, имаат подлака и имаат длака, односно, значи, крзно кое што е многу пократко и погусто и крзно кое што е многу подолго. Тоа се 2 слоја на крзно и нормално дека бараат, значи, соодветна козметика, бараат соодветна нега, бараат редовно чешлање. Јас конкретно од самото пристигање нејзино има повеќе козметики, значи, кои што сум ги пробала и стварно верувам во тоа дека колку средства ќе се одвојат, толку и квалитет ќе се добие, бидејќи не е случајно што квалитетните работи стварно си повлекуваат своја цена. Така да јас мојата козметика ја набавувам од странство, конкретно од Америка. Има и во Европа, значи, дистрибутирана истата таа, тоа е Starfire, козметичката линија за кучиња, особено специализирана за померанецот. И нивното влакно, значи, бара навистина редовно чешлање, употреба на правите, значи, продукти за нив, шампон, регенератор, значи,
внимателно бањање, внимателно испирање на тие средства, сушење, чешлање, грумирање, тримирање и така натаму. Дали често ве застануваат луѓе кога го шетате вашето миленице? Секогаш, буквално секогаш. Особено децата, и мене ми е многу драго, секој излегување надвор за нас значи прибирање околу најмалце 3-4-5 деца кои што си играат на улица, на кои што им се интересни, сакаат да се дружат со нив, сакаат да ги допрат, да ги погалат, да остварат контакт и многу ми е драго поради тоа. Дали можеш да ни кажеш некоја несекојдневна случка со твоето куче? Сме имале многу невообичаени случки. Сега во моментот дали би успела да се сетам. Најинтересно е нивниот карактер. Значи, тие се толку мали, меѓутоа имаат душа и имаат срце како големината на еден Тексас. Значи, и покрај својата големина тие не се свесни колку се малечки и чудо е колку се приврзани како раса, особено према собственикот, тие се во состојба да се фрлат и пред најстрашното, најголемото куче за да ве одбранат вас. Тоа секогаш ми било чудно и секогаш ќе ми биде чудно колку заштитнички се однесуваат, особено ние како раси. Такви случаи сме имале многу, каде што буквално гледаш дека со се што го поседува во себе се труди да ве заштити и се плаши за вашиот живот, за вашата безбедност, значи како право вистинско едно куче, значи кое што пред се животот би го дало за својот сопственик. Ана, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, што ни го донесува прекрасно куче во нашата емисија. Јас би сакала на вас да ви се заблагодарам, значи многу ме е драго што сте тука, значи се надевам дека и понатаму ќе имаме прилика да се дружиме. Секоја чест за емисијата, значи навистина ни треба емисија која што ќе им посвети толку внимание, бидејќи го заслужуваат. И фала ви што дојдовте. Ти благодарам уште еднаш и ова е мал подарок од Елит кафе. Благодариме. Madam, good morning. Cadê na UP? Тоа е кафето ми. Oh, café, me vai se Na zdravia café. Пали 9. Oh, madam, essa café nie é de onde? Инке рахста јуста чиш. Oh, you like it? Nice. Na zdravia café. Elite café.
слушнале животните дека мечката има листа за убивање, па сите се уплашиле. Елинот не можел повеќе да издржи, па ја запрашил мечката. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат Еленот мртов. Волкот бил вториот што се уплашил и отишол и тој кај мечката да ја запраша. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене ми има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат и волкот мртов. Зајагот не можејќи повеќе да издржи, тој отишол веќе наредниот ден да запраша мечката. Мецо, слушам, имаш листа за убивање? Имам безајко? А мене ми има на листата? И тебе ти има безајко? А Мецо, ако ме паштаваш да ми избришеш листата? Може безајко, нема проблем. Паука, комуникацијата е се во животот. Затоа гледајте не наредната недела, на истото место во истото време. Чао, чао.